Сања, ова е првата појдовна точка, спортскиот центар Јане Сандански во населбата Аеродром. Тука се паркирани веќе поголем број на возила кои што за десетина минути би требало да тргнат кон Илинденска и да се придвижат кон владата. Од она што може да се види, тука се веат повеќе знамиња и партиски, и македонско знаме, а од дел од возилата се слушаат и патриотски песни. Со нас во вестите е Владимир Неловски од ВМРО ДПМН, кого го прашуваме за целите и она што треба да се постигне со овој протест. Неловски, добра вечер. Што очекувате дека ќе постигнете со собирање на граѓаните на ваков начин и изнесување пред владата? Најпред да напоменам дека за жал денеска е многу лош ден за македонскиот народ, бидејќи на денот кога и официјално ја добивме блокадата од страна на Република Бугарија, дополнително и македонската економија влезе официјално во рецесија, така да на овој лош ден за сите македонски граѓани ние одиме пред владата на Република Македонија за да најпред му кажеме на Зоран Заев и сите оние кои што се околу него во владата дека ова кое што го прават во преговарачките позиции и преговарањето со Бугарија нема да им помине, а дополнително и да порачаме дека потребна е оставка на Заев, а слобода на народот. Токму и затоа и денеска сме тука и пред спортскиот центар Борис Трајковски, каде што ќе се упатиме двете колони заедно пред владата и ќе ги упатиме овие пораки. Она кое што е важна порака исто така која што сакаме да упатиме дека на Социјалдемократскиот сојуз нема да им успеат сите оние замајувања кои што се обидуваат овој период да ги представат пред јавноста дека идентитетот не бил во прашање. Напротив, сметаме дека ако нешто ги обединило сите луѓе во државата, и македонци, турци, албанци, роми, и леви, и десни, и млади, и стари, тоа е дека се револтирани поради лошото преговарање и на еден начин еден поданички однос од страна на владата во преговарачките позиции. Меѓутоа, вашиот лидер постојано повикува уште поголема масовност и уште повеќе народ да излезе на улиците. Зошто нема доволно луѓе кои што го поддржуваат во таа идеја? Оваа теза која што сега ја кажавте и произлегува од кујната на СДСМ и истите кои што велат сега дека не ве прашувам, јас сум новинар и ве прашувам, не ви кажам, ве прашувам затоа што вашиот лидер пишува ние сме на штитот, ни треба масовноста од граѓаните. Колку масовност очекувате? Ние сме пред се политичка партија која што е одговорна пред граѓаните и мислам дека нема човек во Македонија кој што се сомнева во тоа дека ВМРО ДПМН може да изнесе огромна бројка на луѓе во било кое време, во било кои услови на улица. Но како одговорна партија пред се мораме во овој период да внимаваме на здравјето на граѓаните. И затоа го кажав од кујната на Социјалдемократскиот сојуз, бидејќи таа теза која што и тие ја пласираат, не вие новинарите, тие ја пласираат дека немало доволно луѓе на протестите. Истите тие луѓе, доколку имавме ние денска протест со 5000 луѓе, министерот Денко Филипче ќе нам винеше дека сме кластер ВМРО и дека шириме корона. Она кое што е важно, не е важно дали на улицата има 100, 200, 500, 1000, 5000 луѓе, она кое што е важно е дека револтот на граѓаните е евидентен. Како никогаш досега имаме таква една сплотеност на луѓе од најразлични провиненции, на луѓе кои што биле и против ВМРО ДПМН, но и со ВМРО ДПМН. А целта на сите овие луѓе им е јасна. Тоа е оставка на Зоран Заев. Така да, бројноста на луѓето на колку луѓе ви се потребни за да успеете да го направите да излезе народ на улица, бидејќи вашиот лидер постојано тоа го посакува, за да биде, за да падне Заев мора народ. А од друга страна тука е здравствената криза. Зоран Заев ќе падне на тој начин што граѓаните се обединети заедно во овој момент и ќе повторам, јас како одговорен политичар не сакам да имаме огромна бројка на луѓе, 10.000 луѓе вечерва, бидејќи наместо 2000 заболени кои што ги имаме дневно, би имале поголема бројка. Она кое што е важно е ова што го слушате и позади мене, а тоа е дека граѓаните без разлика дали присуствуваат или не присуствуваат на овој протест се обединети во една иста цела, тоа е паѓање на Зоран Заев и ова за жал од народена власт. Неловски, ви благодарам за разговор. Само да